почнувам од лична перспектива, што е можеби малку субјективно, меѓутоа кога одбирав да се запишам на правниот факултет на политички науки, зошто се запишав токму на политички науки ете како еден од смеровите на правен факултет беше затоа што токму истото ти што го велиш. Имаш едно знаење кое што не е само со одреден бекграунд. Туку добиваш знаење од правни науки, добиваш знаење од економски науки, добиваш знаење од историја, од филозофија и едноставно се градиш во еден човек кој што не е насочен токму конкретно кон едно, туку добиваш малку поширока слика и поширока перспектива за сите науки кои што се на тој кампус. Зорана е од политички науки и веројатно треба да знаат и нашите слушатели дека на правниот факултет има 5 студии. Тоа се програми и се разбира најмногу студенти има на правните студии. Меѓутоа имаме и на политички студии, на политички дури имаме и додипломски студии на англиски јазик, а мастери на англиски има исто да. Ми се чини дека сме први во државата, ако не се лажам, додипломски. И јас прв пат го слушам. Тоа има и имаме и новинарски студии, на овате циклуси е сето тоа и студии по односи со јавност. Така што правниот факултет се нарекува правен, ама под капата на правниот факултет има различни струки. Сега околу ова што го загатнавте. Еве ќе зборувам како правник, јас сум правник, Зорана како политиколог зборуваш. Јас секогаш сакам да го истакнам тоа дека правната професија, она е за која нашите студенти се подготвуваат, е изворедно интересна, меѓу другото заради тоа што е исполнета, да речем, со еден интелектуален набој на некој начин, со една интелектуална призма преку која ние го проучуваме општеството и животот на луѓето. Правото се сведува на живот на луѓе во различни ситуации. Било како индивиди кои се бават со предприемаштво, па основале некои правни лица, некои фирми се бават со бизнис. Сето тоа се различни ситуации кои го создаваат контекстот на право. И тоа е тоа што се чини многу интересно за нашата струка. А зошто кампусот во општествени науки е тука? Ајде да не кажам да не ми се налутат па се овие другите од други факултети. Да, интересно е тоа што многу често има некоја дискурс така во јавноста дека ние како факултет можеби сме позатворени, меѓутоа со текот на годините морам да признам дека правниот факултет се повеќе се отвара и за соработка со другите факултети, и за соработка и со институции, со други организации, што мене лично многу ме радува, заради тоа што пред се многу е важно за студентите за идните студенти, односно кои што пред себе го слушале ова, да се каже дека секогаш треба да го изберат она кое што го сакаат, а не она кое што мислат дека е правилно. Кај нас на нашиот факултет се запишуваат огромна бројка на студенти која потоа нормално се разречува. Меѓутоа, она што сметам дека за било кој факултет е многу важно да се знае дека тоа е местото каде што ти во наредните 4 до 5 години треба буквално да живееш. Животот понатаму тебе ти е одреден од овие 4 до 5 години. И мислам дека е многу важно студентите да бидат свесни дека избираат нешто кое што тие сакаат да го работат, а не некој друг што им го наметнува или им вели дека им е поправилно. Дополнително на сето тоа, многу ме радува активноста на студентското собрание, затоа што пред се порано како председател на студентското собрание, ми беше интересно колку факултетот се отвори кон соработка со студентите. Тука се, например, започнувањето на клиничката едукација која што се отвори во делот на факултетот, соработката, например, со ЕЛСА, конгресот на право кој што се одржува во Охрид, и тоа е една интересна ситуација каде што вие не се запознавате со луѓе само од вашиот факултет и луѓе кои што секојдневно се ваши колеги, туку малку пред сликата ви се шири и запознавате луѓе кои што се од сосема други држави, кои што се студенти исто така како вас и се прави една интересна соработка. Меѓутоа, за да направите вие таа соработка, треба вие тоа да го сакате, навистина да го направите. И
Знаете, тоа не е само од сега, ние од секогаш сме биле не само отворени, туку некако ангажирани од нашите студенти. Еден дел од нашето постоење е за студентите, едноставно, иако кај нас се бавиме со малко, се разбира. Еве са Бајлеви и со Белинава. Од 10 часот, например, имавме група од Полска, 12 студенти, со нивни двојца професори, заедно со нашите студенти, одржа една конференција, се уште трае, не се лажа, околу граѓанското процесо. И инсистираме на тие релации, на тие гостувања, наши, исто така, не е тоа сега корено, би рекол. Лани имавме, например, од американци, од Джон Хопкинс, чуен, познат в университетот Вашингтон, имаме цела група од 30 студенти која кај нас. Така што таа грижа е од порано. Студентското собрание од секогаш сме соработувале. Еве сега во моментот оваа текотна година соработуваме на еден проект, мислим дека е добар, што малку доцнеме, морам да признам, а тоа е Центарот за кариера. Наистина сакаме да го поставиме вистински центар за кариера на студентите, имаме проект една година и тоа тече заедно со студентското собрание. Порано имаше иницијатива и Зорана кога беше во студентското собрание. Околу мотивите за студирање, па да, ова е вистински мотив. Наистина, ако сте погодиле да го студирате тоа што го сакате, што е помпово. Нема промашување, а од друга страна, знаете, секогаш мотивите се секакви. Некогаш човек гради кариера и според можности, евентуално се ориентира. Но ако го сакате тоа и ако тоа ви нуди можности, јас мислам дека овие студии кај нас кои се учат, нуди можности, тоа ще направи пат. Да, интересно е тоа што многу од студентите мислат дека кога еднаш ќе одберат право или ќе одберат политички науки или ќе одберат новинарство или односи со јавноста, сметаат дека патот кон другите смерови им е затворен, што всушност е важно да се знае дека не е така. Затоа што, например, имаме студенти кои што од односи со јавноста, потоа на магистерски студии се запишале на меѓународни односи и дипломатија. Имаме студенти кои што беа со мене во мојата генерација од политички науки, меѓутоа они запишаа уставно право како магистерски студии, што е доста интересно, затоа што од политички науки многу ретко се случува некој да се префрли кон правните науки, меѓутоа факултетот не ја исклучува таа можност дека ти можеш да се устручиш во некој друг смер од каде што си почнал. И тоа е многу голема тема за размислување кога се запишуваат студентите, што ако сгрешам и се пронедам подоцна во другите смерови, меѓутоа ете се дава повторно можност да се донасочиш доколку го смениш своето мислење. Не, сега да кажам и постпремен си, зарем не? Па гледайте, еве ќе се навратам тоа што го кажам. Ние зборуваме за општествени науки, ние навистина сме компатибилни едно со други. И од друга страна, ова е време на интердисциплинарност, ова е време на комбинирање на студии, би рекол на глобално. Така што вие може да завршите право или политикологија, а потоа да запишете мастер, например, или други студии или дообука некаква во економски науки, во социологија, што се не речем дури во технички дисциплини, бидејќи правото е резолуција. Да, например, еве сајбер безбедноста ти налага тебе како правник или политиколог едноставно веќе да имаш такво познавање, така што тоа е... Ние имаме и предмети така, се изучуваат како што информатика во право. Значи, не е тоа информатика само по себе, туку во право. Има дисциплини, специализирани дисциплини, енергетско право, тоа е поврзано со енергетика. Или медицинско право, знаете, сето тоа се некои можности во животот кои бараат комбинирање на профилот кој се гради во текот на студиите, ама и подоцна, знаете, цел живот се учи. Тоа само сега. И јас дури кажувам на студентите да се размислуваат за такви комбинации. Нашиот модел 3+2 е од тој аспект прилично погоден, бидејќи 3 години се додипломските и тогаш може порано практично можете да водите на комбинирани студии. Од друга страна, правото како право, па бара. Ја за право зборувам на политологија. И овие други дисциплини кои ги имаме, ги изучуваме. Од друга страна, правниот замет, тој бара познавање во некои класични дисциплини, тоа е исто како на медицина. Не можете
можете да бидете гинеколог без да знаете анатомија или офталмологија. Не може. Така што бара некој код дисциплини кои се изучуваат, но бидејќи дам еден податок, кој е малку постар податок, а мислам дека не е изменет данес. Во самата сфера на правосудство, значи во она што е тесна правна, да кажеме, струка, продолжуваат некаде 10 до 15% од тие што завршило. Другите се наоѓаат во сосема други некои ангажмани со комбинации на вештини, на знаење, на студирање. Зошто? Бидејќи се податни овие дисциплини, едноставно да можете да ги комбинирате и да се бавите со работи кои не се на вистина занает. Она што е многу интересно е, например, што значи зборот право или правник, некој што исправа. Исправа. Не е тоа се. Добро. Велико тоа е само еден сегмент. Ај пак од почеток. Значи, животот е прашање. Правото е една интелектуална надградба во секој општество кој го прави општеството да живее цивилизирано. Да тие општества кои живеат без право, како што ние го знаеме. Па живее по некои правила секогаш мора да има. Тоа се некои насоки како човек треба да се однесува, што може да очекува, да го планира животот, како комуницира правото и јазик сам по себе. Ако гледате дебатни емисии на телевизија, ќе видите дека тие што дебатираат низ призма на право. Тоа е закон, тоа е член, тоа се... Знаете, правото сознава граници дури во говорот, а и во однесување. Значи, го уредува животот во разни ситуации, да не речем срекни или несрекни. Дали е тоа семејство, семено право, односи во семејството, за жал и ситуации кога се раствои семејството. Дали е наследување, дали е имот, дали е бизнис, деловно право и ред други диси, финанси, тоа се се луѓе кои живеат, а правото не насочува за да има еден мирен, стабилен, безбеден, предвидлив живот. Сега, има и еден момент кога некој не се држи на тие правила, правото ги создаде процедурите и механизмите кога се реагира, за да се исправи нечие поведение. Ама грешно е да се мисли дека само тоа последното е право. Тоа е само еден сегмент. Дури во превенирачкиот дел. Па повеќе е превенирачки. Не, тоа не превенирачки, тоа е одредување на начин на живот. Ние живееме секој ден без право. Еве сега да отворите некоја тема, пак ќе се занимава. Ние ќе говориме низ некои норми на поведение. Бидејќи сме општество кое е организирано. Може да биде и во племенски заедници имате тие норми. Тоа не е право. Тоа се повеќе да обичајни. Во политикологијата има норми кои не мора да се сопаѓаат со правните норми. И тука секогаш е дилема. Секогаш да, тука е секогаш дилемата и тука е секогаш судирот да. Многу често сакаат и професорите да ни кажат дека правниците се оние кои што го изучуваат онака како што е поставено, како што треба, а ние политиколозите секогаш бараме пат да видиме како не да го заобиколиме, меѓутоа можеби да го смениме, затоа што ние сакаме да менуваме, ние не сакаме толку можеби да заобиколуваме, колку што сакаме да менуваме. Меѓутоа, убавото повторно ќе кажеме тоа што студиите се така направени каде што ти во дел од твоите студии сакал или не сакал ќе мораш да го добиеш тој кор на тоа што значи правна наука. Затоа што на крајот на денот можеби и ситуацијата во која што ние се наоѓаме или други држави се наоѓаат и така натаму, затоа што никогаш правото и политиката се судруваат. Треба да научиме ние како да соработуваме едните со другите. Можеби повеќе од тоа, нели, да гледаме лоши примери како многу често се судруваат и искористуваат едни со други. Меѓутоа, да, можеби не толку и корекцијата,
Јас би кажала дека како што тече времето или како што да живееме во такво општество, не го сакам многу зборот глобализација искрено, меѓутоа да, така е, доаѓаме до создавање на нови права. И мене тој дел ми е многу интересен заради тоа што создавањето на новите права нема да зависи само стрикно од правниците. Заблуда е тоа, многу е Зорана, многу сте го прави. Едноставно, луѓе мислат дека правото постои само по себе и само за себе. Не е тоа така. Тоа е општествениот контекст на дефинира правото. Кога еве политиколозите ќе размислуваат за норми кои треба да бидат, и истото го правиме, тука сме заедно. Чекај сега па ова поведение, дали вака треба или треба поинаку, како е во реалноста, како да се дојде до некој резултат. Така што сосема Зорана, сосема се право. Дали постоечкото право веќе се уште има покритие во реалниот свет? Апсолутно, ама има и контекст едноставно. Ние, ова што кажа и Зорана, имате нови предизвици, да ги наречам, ама тие се во тој контекст, правникот не го решава тој проблем, прво се јави прашање. На некој едноставно мислам дека некои проблеми ќе бидат секогаш актуелни прашања и без не треба со појавувањето на новите проблеми и со појавувањето на новите правни системи ние да забораваме на се она што било претходно, што можеби и постои некоја таква тенденција сега да се окупираме со новите проблеми, па да меѓутоа има некој дел на правила и поведенија и норми кои што едноставно остануваат и кои што треба да ги негуваме и чуваме такви какви што се. Бидејќи контекстот се менува, животот се менува, вредностите се менуваат по некој начин, општествата зреат или за жал некогаш и регресираат. Но темелите на правото кои се поставени многу одамна се тие и тие не може да се чекаат една фамозна категорија, тука се нарекува владење на правото. Да. Мене, например, тоа ми е многу интересно затоа што повторно ќе кажам, во јавниот дискурс правниот факултет кај нас, меѓутоа можеби и во другите држави кога одлучуваме дали ќе се запишеме тука или нели во странство, што е огромна тенденција да одат младите во странство. Секогаш размислувам дека правниот факултет е нешто каде што ти седнуваш, буваш и учиш на памет. Мене како што мислам јас. Да. Интересното е што прво што треба да разбереме дека тоа наметнување дека нешто се учи на памет поаѓа од нас самите. Значи, доколку ние сакаме нешто да го научиме и да си го направиме поинтересно, а не ни биде само бување, да си го поврзеш, ти сам ќе си најдеш, ето така, ќе си најдеш, така, тоа што го гледаш, затоа што се работи за општествена наука каде што ти за се што би го набубал на памет, можеш да најдеш општествен пример од твоето окружување да си ја направиш самата материја поинтересна. Другиот проблем со кој што се соочуваме, затоа што кога студенти ќе дојдат во прва година, ќе го погледнат материјалот и материјалот не е тоа што го тие очекувале. И тука одма се откажуваат и ставаат една кочница и мислат, добро, мене сега цел факултет ќе ми биде вака. Меѓутоа, основите мора да се научат, секој почеток е тежок. Дали тука или во странство или каде да отидеме, техничките секаде ќе биде тешко. Меѓутоа, тука веќе треба само да го избришеме прво, да избришеме онаа слика дека професорите се тука да бидат наши тутори и наши, значи професорите на факултет, јас повеќе ги гледам дека треба да ги разбираме на еден начин како ментори, меѓутоа не ментори кои што сега нас ќе ни го регулираат нашето однесување и каде треба да одиме ние и што треба да правиме ние и така натаму. Значи ова не е средно. Ова е факултет каде што ти веќе треба за професорот да се поставиш во некоја поблиска релација, поотворена релација и едноставно некои работи зависат самите од нас. Јас мислам дека правниот факултет е најдоброто место. Ниту некој факултет во Македонија не е најдобар. Едноставно за да бидеш добар треба константно и постојано ти да работиш на тоа. Меѓутоа некоја вина некогаш не сакаме ние како студенти да си ја прифатиме дека поаѓа од нас самите. И ние, нас некој секогаш професор не сака, нас или одиме на линија на самовиктимизација, на нас нешто не ни иде. Тоа ќе го има на секој факултет. Дали вие ќе се запишете тука или во странство или на некој друг факултет, зборам на кампусите, секогаш ќе има професор кој што повеќе и помалку ќе ви се допаѓа. Материја која што ќе ви биде помалку и повеќе интересна. Ваше е да работите на себе, да се пронајдете
каде е вашиот домен кој што ве интересира и на кој што сакате нели нормално да се надоградувате и да работите. Меѓутоа, правниот факултет на вистина не е само во бањата, значи еве можеби од мојот аспект на политиколог го кажувам тоа, меѓутоа кој учел доста правни предмети. Да, кој што учел доста правни предмети. Еден интересен пример. До оваа година, додека не станав демонстратор и додека не почнав да работам како програмски асистент на клиниката, никогаш не можев да разберам неколку работи. Прва работа беше како професорите не успеваат да си најдат некоја комуникација со студентите каде што сите вие ги заинтересирате за она кое што го предавате. И јас за тоа се интересирам. И доаѓаш во ситуација каде што едноставно разбираш дека ти можеш што сакаш да направиш, ако некој не е заинтересиран за тоа што го учи, ти не можеш да направиш ништо. Да. И ти секогаш по дефолт ќе бидеш оној кој што ќе биде виновен. И тоа не може да се промени, затоа што ти ќе бидеш оној кој што лошо предава, оној кој што не заинтересира. Затоа велам дека некогаш потекнувам, мислам, ја кажувам сликата и перцепцијата и од студентска, меѓутоа еве за среќа и од една друга перспектива. Така што, да, мене ми е многу јасно дека на 18 години секој од нас уште не знае каде оди, не знае каде се пронаоѓа, меѓутоа ете се случува тој полека, но сигурно тој прогрес каде што се пронаоѓате каде. Има зрење во текот на студирањето, едноставно има зрење. Не сте исти кога сте прва година, втора, камо не последните некои. Инаку околу методика за студирање, ние уште многу одамна, 15 и повеќе години, воведовме некако се учиме да воведеме што е повеќе можно интерактивно работа и на студиите факултетски. Ја мислам дека веќе многу одамна на тоа кај нас низ пресуди случаи и така натаму, кои се дискутираат. Меѓутоа, ова не е критика, овие критики има и за ова е танго, нели има две страни, студент, професор. Знаете, за двојца треба, нели за танго. Не е лесно да се обезбеди таа динамика и во текот на наставата. Особено што имаме некои наследени навики, дека и студентите тие навики ми се чини дека се провлекуваат уште од основно и средно образование. Тој недостаток, да кажем, за чувство за интерактивност, чувство за размислување, напори да се учествува. На крајот на денот, извинете што ве прекинувам, меѓутоа и многу е полесно кога знаете дека има кој да ве води. Така е, но од друга страна и веќе и професорите да не сме ние идеални, се разбира, веќе професори има па некои наследени навики на екс-катедра предавање, што беше порано меѓу номинативен систем, тоа не само кај нас, тоа е многу одамна, дали Сократов метод или Аристотелов метод на настава, ама мислам дека веќе сме зрели и созрејани последните десетина години, јас би рекол без никаков проблем, и веќе се работи интерактивно и наставите поинтересно, но знаете како, имаме и други некои навики, да кажам дека има инерција и по инерција некои навики кои спречуваат да учествувате. Јас имав, пример, многу на постдипломски студии беше тоа, не сега, пред 10 години. Имав проблем, едноставно, вие давате задачи, прочитајте таа пресуда, направате не треба, интересно. Пак и разговараме, размислете за ова, ево на следниот час. Тоа е на следниот час, еден прочита од 12. И сега се мислам дури вака, молба да студентите, добро, кажете ми како да прочитам. И тој еден вели, па дајте ни задача, писмено, на ова што ни го барате, на 2-3 страни, ние да... Значи, треба задача, гледате, има секојаш некои методи, начини и нашава локална култура, да ја премостиме некако. И навистина им дадов, вика го послушав колега, и дадов задача, писмено. Дадов, не беа сите 12, но беа 8. Кој дадов задача и можевме да се малку подобро. Малку подобро. Има инерција, Тоа е работа на локална култура и би рекол на тоа што е стекнато од поранешните години на образование. Да. Не, прекрасна тема отворивте. Ова би рекол дека не сме пропуштиле подкаста, а да не го спомнеме баш овој проблем, а тоа е навистина треба
буквално зависи уште детето кога го утробата на мајката, зависи како понатаму ќе се развива, а камоли да пројде градинка, да пројде основно, да пројде средно и потоа ние да очекуваме. Но луѓето мислам дека мора да почнат да сватат, да сваќаат дека тие ја имаат контролата. Од секој од нас зависи. Гледайте, морам да кажам дека наистина има голем напредок. Наистина има голем. Секојаш преку пример, за да го кажам. До пред 10 на 15, 12 години беше незамисливо да даваме литература на англиски јазик. Бидејќи зборуваат 30%, 40% може да следат, другите не. И секојаш кога дававме англиски и македонски. За тие што не може да се. Сега веќе комот. Да, јас на пример, студии на англиски. И нема никој проблем да следи тоа. Исто и со политичките студии, нека не на македонски, на англиски, нема веќе проблем околу јазика, да. Така што се менуваме и ние се менуваат и студентите се разбираат. А дека сме ние само еден дел од еден систем на врзани садови, само еден подсистем во систем на образование, тоа е ноторно. Сега тие сите делови би требало да функционираат за да имаме резултат како што сакаме. Меѓутоа, не знам, многу сум среќна кога гледам дека наши студенти, особено ете и деканот ќе потврди, затоа што тоа се предси и негови студенти кои што на меѓународни надпревари на вистина успеваат. Тоа е нешто. Мене нешто што многу можеби ме поттиснува и ме прави нервозна е кога гледам како се деградираме самите себе, во смисла кога во странство би ни било подобро. И ти доаѓаш со образование од правниот факултет, идеш во странство и буквално растураш на надпревари. И би сам сакала тоа ете да го споменеме заради тоа што надпревари има многу. Ние политиколозите повеќе имаме не можеби надпревари, меѓутоа дебати, да. И ете трудови кои што се пишуваат и кои што се праќаат во странство, што е исто така правење на конференции во странство. И тоа е многу интересно затоа што ние кога ќе отидеме во странство, па и не сме до толку осакатени како што самите мислиме дека сме. И особено би сакала еве професорот за надпреварите повеќе да се тоа е гордост наша. Исто така е појава во последните 10-15 години. Знаете, во светот постојат студентски надпревари, зборуваме за правници, на преку така наречени симулирани судови. Баш ке прашав како се одвија. Да, симулирани судови во различни области. Ние учествуваме во повеќе области. Една од тие области е таму кај што сум јас, меѓународно право. И таму е најголемиот студентски надпревар, секоја година се одржува над 700 правни факултети од светот, меѓу кои најреномираните учествуваат и финалето се одржува во Башар. Таму учествуваме на ВИС, тоа е надпревар по арбитража, приватност, по Виена. Оваа година на тие два, тоа е повториот по големина, оваа година учествувавме на тие два, имаше години и на други помали, значи дури една година, 5 или 6 на надпревари. Што е поентата? Формираме тимови, најавуваме учество, како и сите наши други, некаде во септември, и до април месец интензивно се работи на вистински случаи. Сите работат на вистински случаи, низ процедура која е судска процедура. Во рамките на овој Филип Жесеп се нарекува најголемиот, да кажем, таа процедура е процедурата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг. И 700 екипи се подготвуваат, во првата фаза подготвуваат, ние тоа да рекуваме меморандуми, тоа се два меморандума и на тужителот и на тужениот, некаде 40 страни, ајка да ви биде јасно. Отприлика поднесоци, па потоа и усмена расправа пред тројца судии. Тој ќе го опишам сличен методот и кај другите арбитражи. И нашите екипи не учествуваат. Тој направи 6 години, а ново и во Виена дури 15 и повеќе години и имаат изворени резултати.
Пред минатата година, нашиот тим освои на Филип Джесов второ место во категоријата по десоци, не во категоријата на секутна, бидејќи конкуренцијата е извредна. Тешка, голема. Не можам да ви кажам кое задоволство е кога гледате нашиот тим, нашите студенти, облечени со кравати од нема како што наликува, пред тројца судии, како се да преваруваат со екипа од Харвард. Не можам да ви го опишам чувство. И не само се надпреваруваат, на крај може и ќе загубат за 5-6 поени, то како се носат по тие надпревари за тие екипи. Наистина имаме во сите надпревари, имаме многу солидни резултати. Одлично. И тоа го не го мислам дека е тоа истина вака за пофалба. Некаде на овој најголемиот стигне до таму, нормално не е лесно да го држите. Па дури Не, прекрасно е да се чуе проза од собствената држава. Изворено чувство, не можам да ги опишам. А тоа е самиот по себе наставен интерес. Не знам, 1400 студенти. Да, на страна од надпревара. Една судница во друга судница, една излекува, други па коментира, па некој разочаран, па некој победил. Да. Интересно. Само што заврши и двата сега скоро. Сите насоки на правниот факултет се 3+2. Сите се. Значи имаме правни науки, политикологија, политички науки, на македонски и на англиски. Не ги забораваме, значи новинарство и односи со Новинарство и јавност. односи со јавност. Која е причината, поред за односи со јавност, разбирам, но која е причината новинарство да биде на правниот факултет? Тоа секогаш ми било интересно. Која е причина? Прво е предизвик само по себе. Така? Новинарите и новинарството е многу значен сегмент во секој општество. Тоа е атрактивно. И вие станувате со тоа навистина е многу значен чинител. Потоа играњето на кариера која е богата. Така што има студенти, бројот е помалку кај правната студија, и сепак правните студии се најдоминантни. Мотивите се слични. Еве и политиколозите. За да бидете пред се, можеби интересно затоа што имам пример од моје блиско окружување на новинар, па затоа можеби малку повеќе интересно е тоа што навистина се случува некое сквернавање на професијата, меѓутоа не на факултетот, кога ќе излезете надвор од факултетот. И тоа најмногу се случува со новинарство и со политички науки. Односи со јавноста како смер постои кај нас на факултетот, меѓутоа се уште се развива затоа што е најмлад смер на факултетот и ќе треба да поминат, верувам, некои години на студии. Посебни студии. Така, посебни студии и треба време да помине за тоа да се развие, особено затоа што сме свесни дека моментално PR се бара секаде. И тоа е, студиите по односи со јавноста се уште ги гледам како нешто што треба да се развива и да се доразвива и надградува. Меѓутоа, интересното со новинарство и со политички студии е тоа што луѓето во општеството имаат многу грешна перцепција за тоа што значи новинар и за тоа што значи политиколог. Затоа што јас кога ќе кажам дека студирам политички науки, првото прашање е што ти во која партија си? Значи, тоа е истото на пример и со новинарите. Аха, ти сега каде, во која телевизија работиш и која политичка страна ја... И тоа е интересно затоа што за да бидеш добар новинар треба да бидеш и добар правник и треба да имаш и добар политиколог. И добар политиколог затоа што треба да знаеш и економист, затоа што твојата работа, твојата задача ќе биде она кој што ти си го истражил, да треба да го презентираш на јавноста. Објективно, што кај нас, можеби е некоја критика до сите индивидуи кои што не остануваат да бидат индивидуални во својата работа. Меѓутоа и друга работа е што кај нас навистина е малку тешко да се зборува за истражувачко новинарство. И за жал, кога самите студенти ќе дојдат и немаат некаков порив за тоа, факултетот тоа не може да им го наметне со своја сила, тие да се занимаваат со истражувачко новинарство. Туку едноставно ќе дојдеш, ќе излезеш, аха, тоа ми се опциите, немам опција што ми се свига, готово, чао, пријатно, не работам по струка. И затоа сакам да кажам дека никогаш
Не е проблемот, значи проблемот е за разбирањето што тие студии тебе ти нудат и дека никогаш ти немаш доколку сакаш нели нормално сам да се бориш за тоа. Знам колку е тешко и со политички науки, со новинарство да бидеш самостоен во општество во кое што живееме денес, затоа што пак ќе го кажам мојот пример. Која партија си чим студираш политички науки? А сите знаат дека сите политиколози кои што навистина го сакаат тоа што го студираат и велат јас во политичка партија не влегувам. Најголемиот дел ние од нас така и размислуваме. За да задржат објективна позиција. И правниот факултет е добро место ти да уште од рани години да ја вежбаш својата објективност, затоа што ќе се најдеш во ситуации со професори и со твои колеги каде што ќе влезеш во некоја дискусија и дебата и каде што ќе треба да ја вежбаш својата објективност, а не се она што се случува околу тебе и што би ти влијаело на мислењето. Понатаму кога ќе излезеш од факултетот, тоа само станува една посериозна обврска да ја задржиш ти својата објективност. И сметам дека тоа што новинарство е ставено како посебни студии кај нас е многу интересно и добро само по себе заради тоа што стварно многу новинари известуваат за нешто, немаат предзнаење за правни науки, какво е правото кај нас, што ти дозволуваш, правиш разлика со други држави, треба да знаеш и за меѓународните односи. Има политичко новинарство. Така, како подсмер. Ние се трудиме и до сега, бидејќи имате два пристапи кај новинарството. Едниот пристап е да се обезбеди интелектуална образба, значи познавање во различни области, за да може да биде подготвен, да кажем, умствено, да може да ги разбира феномените за кои треба да работи. А другиот е повеќе стручниот дел се така, например, секаде е некоја комбинација. И ние се трудиме, го има и тоа и занетски. Не е лесно. Оваа година усвоивме ќе почнат нови програми, што се нови современи и за новинарство, и за образованост, клинички студии, има изменија, унапредување, рекол. И тие нудат, наистина, може да се некој завидува на политиколозите особено. Така една ширина добиваат поголема, оно што нам ни фали тие, чекај, ова ние треба да го обсрваме. Те области ние имаме мастери, 5 мастери сега ќе бидат од само на политички студии. И меѓу другите смерови, како што се тие мастери, како што се меѓународни односи, како правник. Мојата љубов како политиколог. Така што навистина има и можности и многу Никогаш не е црно-бело, ниту зависи само од професорите и од факултетот, ниту зависи сепак од друга страна од тебе како студент. Меѓутоа, тоа што секогаш ги советувам и помладите колеги е дека едноставно доколку ти навистина го сакаш тоа, ќе најдеш начин како да се пронајдеш и да пронајдеш практикум. Особено тешка работа е за студенти да најдат пракса. И за правниците и за другите смерови. Значи јас ги гледам новинарство дека има студенти кои што навистина сакаат да најдат пракса, меѓутоа вратите им се малку затворени. И за тоа ми е многу жал, заради тоа што на пример и ние како политиколози одиш во невладени и вратите ти се повторно малку затворени. Затоа не знам зошто е едноставно системот на функционирање така, меѓутоа тоа не е вина на факултетот. Туку тоа е вина на едноставно како функционира општеството кај нас. Се размишлувам. Сега ви кажам, баш сега се вратив во Чешка исто на едно такво факултетско гостување и она што ми остана највеќе е колку се растеретени студенти. Значи, тој студент кај нас е, мислам дека комплетно измешана работа. Како студенти треба да бидеш и студент и работник, еден куп работи за да можеш колку толку да обстоиш и да се снајдеш. Таму се растеретени. Ти ако си запишан на еден факултет, знаеш дека ако вложуваш во себе, ако напредуваш, ако учиш, комплетно се растеретени, знаат дека има место во општеството, знаат дека има место каде ќе работат, имаат место да се обезбедат еден основен нормален живот. Сега, тоа го дефинира контекстот во кој живеат. Општеството со сите своји добри и лоши страни. Чешка,
Чешката република е пример на едно општество кое се развива и оди и граби е многу стабилно. Само ако се има можности, значи пазарот е повод. Кај нас е тоа така, малку размишано, а пазарот е мал. А и потребно термин пазар. Мислам на пазарот на трудот. Да, кај има можности за работа, колку има можности за работа. Пресијата доаѓа од, се разбира, од економската положба. Притишно не остава, ама тоа е резултат на, рекол, на состојбата во која се наоѓаме сите ние и живееме сите. Инаку за пресија. Нема поголема пресија дали да истражување врз студенти, во студентите на уметниска прашања. За разлика од порадна медицина, и таму има проблем со вработување. Можности за вработување се многу стесни. Тоа време ние малку идеализираме, мислиме дека тоа е меди млеко, да завршиш и веднаш. И тоа баш така. А тоа што ги оптеретува студентите во Америка, цели студии има за ова. Се студии се многу скапи, студентите земаат кредити кои треба да ги отплаќаат после, и ако не најде работа, соодветна работа и да може да отплаќа, тоа беше голем проблем, лично проблем, и тоа го создава страшна пресија. Баш студентите, знаете, дали се оптеретени, растеретени, јас би рекол оној што знае зошто студира, знае што сака, го сака тоа што го работи, ќе биде по дефолт растеретен како студент. Не, навистина мислам, нашето општество морам да признам дека за некои работи е многу затворено, особено кога треба да инволвира млади луѓе како нова работна сила. И тука се соочуваш и со дискриминација, и со, нели, едноставно неприфаќање дека ти некогаш ќе мора своето знаење да го префрлиш на некој кој што е помлад од тебе. Мене ми е тоа многу јасно. Значи, тоа го прават и на правници, и на новинари, и на политиколози, и на студенти од односи со јавност. Меѓутоа, од другата страна пак, тука е тоа нашето, дали ние ќе се откажеме во тие моменти или не. И нешто што е многу важно сите студенти да го знаат, не само студентите на правниот факултет, е дека ништо не доаѓа преку ноќ. Ниту еден успех не доаѓа преку ноќ. Јас не можам да мислам дека сега едноставно ќе дојдам, ќе завршам политички науки, ама јас утре ќе земам ненормално голема плата или ќе бидам на некоја многу добра позиција. И тука се залажуваме самите себе и затоа многу често после тоа факултетот не е виновен за нешто. Мислам, секој треба да почне, значи тоа се скалила, кои што едноставно во текот на животот ќе треба да ги изодиш. Твое да знаеш ти кога сакаш да престанеш да ги изодуваш тие скалила, затоа што кај нас општеството многу често многу рано те тера ти едноставно да се откажеш на првите чекори. Меѓутоа, мислам дека може да се направи некаква измена, но доколку си го смениме нашиот личен мајндсет. Тоа е првото, се разбира, и да се надеваме дека и општеството ќе даде повеќе перспективи. Се разбира, тоа е така. Во животот, воопшто. Кој потреб? Извинете. Не, сакам да прашам за програмата на англиски јазик. Да. Интересираше кој треба да... Многу интересно. Гледате сега. Тука имаме и позитивно и негативно искуство. Значи, потребата е да понудиме на нашите студенти да можат и на англиски јазик, ако имаат нека амбиција да бидат подготвени и уште тука да може да евентуално прво да полесно комуницираат со светот, а второ да евентуално и да продолжат некаде. И меѓу другото, и заради тоа што многу наши студенти студираат англиски јазик, да почнеме од Солун, нели на Солун има разни универзитети, и зошто да не понудиме проекти на студирање и кај нас. А ние се европеизираме, интернационализираме и ова нуди една шанса. Што е негативното искуство? Сега не знам колку студенти за да пишеме. Меѓутоа, главно, хронично, многу малку на наше огромно изненадување. Не знам нашите студенти некако дали одат по линија на малко, па мислам дека им било потешко, иако јас имам изворено искуство со познавање, голност на студентите, ги гледам, знаат. Не можам да давам дефинитивен одговор на тоа.
тоа не може. Ама, меѓутоа, интересот е, ние тие студии имаме колку години, многу. Да, веќе не се... Има, ама не толку многу. Треба да се стимулира. На мастер има мастер, повеќе мислам дека запишува, не сум сигурен, има и мастери, дури double degrees, областта на интелектуалната собственост во Страсбург, во Франција, таму имаше много интересно пример. Таму има и предавачи на англиски јазик од Франција, наши таму студенти, таму имаше. Само овде на дипломските, како не мислат дека, како не бегаат од нешто што мислат дека е потежно, а не. Да, дури морам да бидам искрена и да признам дека многу често, да, малку студенти се, меѓутоа студентите кои што се запишани, со кои што сум работела, на вистина се солидни студенти. Многу често се случува меѓу нас да си разменуваме материјали, затоа што тебе ти се дадени едни одредени материјали, меѓутоа после тоа сваќаш дека можеби е подобро да ги видиш и нивните материјали. Ги гледаш нивните материјали и разбираш дека дури можеби на некој начин и се по-развирливи во некои контексти, затоа што вие кога зборувате, например, многу често за други држави, во нашиот речник некои зборови изостануваат. Ние немаме фрази кои што можат да го опишат точното значење на тие фрази, нели, во нивниот јазик. И многу е подобро кога седнуваш и го читаш тоа на јазик кој што има сосема точни термини за тие буквално дали се фрази општествени, дали се некои правни, нели, како да ги кажеме, Да. едноставно некои работи не се преведуваат на македонски јазик. И Да. многу е подобро кога ти го имаш да го прочиташ Само така да не како сме, што е. има повеќе замолби овде се појави, да не сме озабавни. Тоа што значи ова на англиски јазик, ова на македонски, нема тука граница, ова не е само на македонски, македонски, да. далеко од тоа. Секогаш литература и наставата е на македонски јазик. Ние секогаш реферираме на англиски термини, се чита англиска литература, присуди во оригинали, кај вас сигурно литература ви дава. Овде е наставата на англиски јазик. Тоа е разликата во основа. Мислам, нормално дека тој што студира на англиски јазик го има повеќе совладено, да речем, вокабуларот, професионално, значи техничка смисла, вокабуларот, фразеологијата, како се користи, повеќе, што не значи дека може да зависи од македонски, нема да се лева. Да, еве, например, јас сега се адаптирам, кога разбрав дека треба да предавам дел од предавањата и на македонски и на англиски. Дел од тие материјали сум ги читала, меѓутоа бидејќи сум учела по македонскиот материјал, еве сега например забележувам дека некои делови од вокабуларот недостасуваат кај мене, меѓутоа ја имаш англиската литература која што не е воопшто забрането за тебе. Ја добиваш англиската литература и имаш момент на надоградба, значи не и на вокабулар. И едноставно кога ќе добиеш нова книга секогаш е извонредно затоа што ниту една книга не е слична и не е иста со претходната, така што само по себе моментот дека смеровите може да си ги размеруваат материјалите е исто интересно искуство. Меѓутоа интересното да општо вака и со правните смерови и со магистерските студии, и со додипломските студии, некако самите сакаме по линија на помал отпор да се затвориме во она кое што ни е понудено. И се чувствувам претрупано само со тоа што ни е понудено, не е така затоа што секој момент кога влечеш материјали од другите смерови, најлесно си го олеснуваш оној материјал кој што ти е даден на тебе. Да, право се тоа, да. Јас секогаш имам да студентите порано, кога сега им кажувам првото. Има разлика меѓу бубање, и тоа е забрането, вака со крст, учење, е учено тоа што е овде, и студирање. Студирањето предпоставува и самиот да читаш, значи литература која е вон таа, да се образуваш едноставно, за да не да учествуваш и да часови, да, не е само ја да го научам тоа што не е зададено. И ова второ, ајде може да и помине учи, ама студирање, ама бување, тоа е забрането, вака треба да се прешкрта со тоа крста, ви рекам.
Тоа е на и X. тоа е и одговорот што се повторува на сите декани и професори тука што пројдоа на вашето столче го поставив што е добар студент и сите буквално сите без исклучок рекоа или во сличен стил некој што е комуникативен, што чувствуваме повратна енергија, што има буквално некој што студира вистински. Некој што студира, да. А нема поубаво тоа, знаете, Да. тогаш имате наистина една вистинска интеракција. Тогаш и професорот Тоа е вистинска благодат. благодат, да, Баш е да. онака. Среќен излегува и професорот и студентот посечас. Тоа сега да кажам, тогаш вистински професорот се чувствува како да предава некому нешто. И на кој вака само во празно. Удари во празно. Иде, најлесно е да се предава во празно. Најлесно е, да. Ете, слуша никој главно, која предаваш или половина. Дали ќе сгреши, Ева. дали не, да, не. Најлесно е. Да, Ова е потешко. да. Ама е повеќе ова- исполно. Апсолутно. Сигурно. И има поголема фрикција. Да. Го спомнавме центарот за кариера, дали има некои други центри што функционираат поврзани со студентите, поврзани со работата на факултетот? Значи, Центарот за кариера кој што веќе е еден одреден период нели се Сега се развива. развива во оваа година проекти, Кој што, веќе од да, другата година. ќе треба да функционира. Би сакала да нагласам дека после неколку години, мислам дека оваа година повторно е атрактивно студентското списание. Сега се, да. Сега се активира. Да, реактивира. Зборуваат студентите за тоа кога се видовме. Да. Се веќе да. Се реактивира. Тоа е важно, мислам дека. И сега центри, не е само, кај нас има повеќе центри. Така. Центар е една форма, да кажем, на Така, организирање. Така што имаме, например, многу развиен, прилично развиен центар за бегалско право, право на бегалците и миграција. Така. Мојот матичен Имаме центар. центар сега со основни реактиви. За трудово право. Има повеќе, да не ги редам центри од тој тип. А друга страна ја пазам правните, јас малку во правните студии. На правните студии ние имаме одамна воведено така наречени клинички програми. Ова клинички да не ве буни, нема врска со медицина. Да, тоа се да Или тоа се применати програми. Значи програми едносеместрални се во кои практично се работи. Така. Би рекол, клиничката програма по казнено право, која беше исполнирана во стартот на САД, таму студентите, бидејќи клиничката програма на различни начини може да се организира, таа е, да кажеме, најблиско, највистинска. Таму студентите работат на вистински случаи со адвокати и дури го придружуваат адвокатот на суд. На вистински случаи. Тоа се обично помали размерни случаи, меѓутоа на вистински случаи. На други места, ја веќе популарно право може да кажем, е симулирана. Како што е на превара, е симулирана цел семестар на случаи кои го учествувате го работат. По текот на надпреварот. И на крајот имаме усмена расправа, која ќе пледира. Така што такви клинички програми има повеќе. Во секоја област. Дали административно право, дали некаде се комбинираат со посети со ефективни посети, не само водите да видите на релевантни институции. Сега подпишавме меморандуми на административно разговор со управниот суд, каде што наши студенти ќе одат да текнат на рамките на клиничката тамо. И тоа функционира прилично одамна. Да. Јас себе интересна прв семестар каде што работам со клиниката за Заборев. за бегалци и миграции. Интересно затоа што соработуваме со UNHCR и тоа е, мислам дека една соработка со која што правниот факултет треба да се горде. Трае 5 години, Трае 6 5 години. или 6 години, Два да. семестра. На таа клиника имаме алумни многу, стотици. Таа е отворена дури, не е само за студентите, дури не е правниот факултет. Таа е отворена за сите студенти Сите од студенти. било кој факултет, од било кој циклус на студии.
И се случува да се пријават, например, студенти кои што се доаѓаат од некои од приватните универзитети, учествуваат Од во други дебатите, струки, од не други за струки, правници. да, затоа што Така. бегалци и миграција сепак е многу широка тема, да, затоа што да. тебе ти треба психолог кој што ќе работи со тие луѓе. Значи сме имале случаи и каде што студенти нели од тие факултети доаѓале. Треба добри социолози. Интересно е затоа што бегалците и миграциите се се уште табу тема кај нас. И многу од младите настапуваат многу затворено кон нели кон овие феномени. И интересно е да се работи особено затоа што сега после короната многу се отвори можноста ние да одиме во камповите, да ги нели да видиме, да разговараме лично со нив. Тука морам да ги споменам, значи сите соработници кои што ги имаме во ТЕК, значи разговараме со адвокати кои што воделе вакви случаи, разговараме со сектор за азил кои што одлучува дали некој ќе добие нели азил во нашата држава или не, дали некој ќе добие Македонското Сдружение за млади правници. Така, да, мислам, Така. тоа е навистина една огромна соработка, исто така во Центарот за бегалци и миграција, например, соработуваме со Универзитетот во Санремо, Така. со кој што институтот, да, многу познат за хуманитарни, така, и со нив ја организираме летната школа која што е Веќе врвна било. четврта година поред. На највисоко ниво. На највисоко ниво. И од аспект на слушатели, и од аспект на тие што предаваат. Странци се. Редовирани. Таа клиника од неја почна овој, да речем, развој во областта на бегалците и миграциите. Таа клиника тоа е вака организирана. Има еден теоретски дел, еден дел, каде што учествуваат и странски предавачи. Ние одговорно беше, или вчера имало беше гостина, да се лажам. А има дел се оди директно во Центарот за бегалци, значи се присуствува на интервјуи со бегалци и во Сдруженијето на млади правници со кои да се контактуваме. Бидејќи тие се многу инволвирани во проекти, дури на случаи судски. И многу атрактивна. Секогаш имаме повеќе, многу повеќе од тоа колку што може да приведе. Летната школа и зимскиот форум се исто така дел од Центарот. Интересно е затоа што секој кој што е заинтересиран за овие теми може да има достап преку интернет да ги разгледа сите центри, сите клиники кои што си имаат нели посебни своји страни за нивната работа и тоа ме прави среќна заради тоа што да вака да кажам, дека малку сајтовите последно време падна и сега во овој месец ќе имаме на сосема нова редизајнирана веб страните и таму ќе има се. Ќе може да биде се достапно, зошто долго време тоа застарено, што тоа треба да се апдейтира и да само критика. Да не се палиме. Да, така што на вистина и за сите соработки тоа ми е драго што студентите толку ги интересира, можат да се информираат и преку социјални медиуми и преку интернет страни, да се вклучат, да. Вообичаено сме доста респонзивни на сите социјални медиуми, затоа што свесни сме дека младите најчесто ги следат социјалните медиуми. Така што сите нели клиники си градат некои своји социјални медиуми каде што се насочени нели конкретно кон нивната работа, информации поврзани за тоа. Така што ете ќе ги повикаме и сите студенти кои што се сега на правниот факултет, меѓутоа идните нели студенти да ги отворат овие страни, да истражат, да не контактираат, затоа што многу голема заблуда е тоа дека може да не контактираат само на отворените денови. Отворените денови се супер поред, меѓутоа факултетите и генерално нашиот факултет е отворен на вистина за комуникација и надвор од отворените денови. И сега Центарот за кариера организира еден ден. 27, да. И има дека повели секој што би сакал, како може да се
Дали мислите дека нешто пропуштивме? А многу пропуштивме, не може да не сме Сигурно. пропуштиле. Се разбира. Сакате нешто да им порачате на А, идните студенти? Еве тоа е истото веројатно Зоране, од тоа почнавме, ако не се лажам, навистина да си размислат што е тоа што е интересирало. И ако се одлучат за да се остават, тука сме. Да, јас би кажала надпревар самите со себе, никогаш не надпревар со другите. Затоа што секогаш во нашата перцепција ќе постои некој кој што е подобар од нас, ама надпреварот сам со себе, да бидеш среќен сам со себе, до таму до каде што си истуркал сам, самостојно, без некој да го турка твојот пат, среќата е многу поголема. И тука разбираш упорноста колку многу ти влијава. Ти не си упорен за да бидеш подобар од другите, туку си упорен за да бидеш подобар од самиот себе. Така што тоа е мојата порака до сите, кои што без разлика нели каде И да не се подценуваме се. Да. Да не се подценуваме. Само Има виктимизацијата многу и капацитетот колку што некогаш човек може да мисли. Самиот Може за да себе, се зборам за изненади. секој поединечно. Да, и може да се Не изненади. изненади. Да. Еве јас ќе кажам, спомнавме ти на пример. Да. Така Не сме лоши, добри сме, молива. Да. Ви благодарам. Се надевам дека исправивме некои работи со разговорот, го представивме И јас ви факултетот благодарам. во право светло. Ви благодарам. благодариме на Да. поканата, секогаш сме Благодариме. отворени за соработка, така што ова е еден дел од соработката која што се развива преку студентското собрание Да, во да. последните години и тоа навистина многу И ме баш. радува. Благодарам. Поздрав. Поздрав.